Господин Сугаревски, очигледно тоа што 15 месеци бевте одсутен од работа и сега сте тука само 3-4 месеци, наеднаш ви направи шок и ви предизвика една фиктивна реалност. Тука сте по цел ден, одговорно работите, нема дилема околу тоа, доаѓате од 9 на сабајле, си одите од 9 на вечер, но живеете во фиктивен свет. Излезете малце од тука и видите што им е битно на луѓето. Јас денеска бев во Велес, се подпише нова инвестиција, фабрика која што со децении беше затварана, денеска се подпише со компанија која што има $500 милиони годишен обрт да се отвори и да се отворат најмалку 1000 нови работни места. Господине Сугаревски, дали не можете да разберете дека тоа им е значајно на граѓаните? Дали не можете да разберете? Че во едни периоди се затвараа фабриките, во други периоди се отвараат фабрики. Тоа е битно за граѓаните, но не се. Да се вратиме на темата. Господине Сугаревски, ве слушам како објаснувате зошто нема потреба од анкетна комисија. И си велам, сега оваа дискусија, само да ја транспонираме 3 месеци понапред, кога не убедувавте дека треба да има анкетна комисија, онаа каде што Шиглегов е председател. Значи, тогаш важеа правилата дека мора анкетна, мора да се утврди одговорност, мора да се разговара, мора собранието да прецизира, сега не важи тоа. Знаете што е разликата? Вие рековте анкетна, ние од ВМРО ви рековме нема проблем анкетна. Сакате председател? Еве ви председател. Сакате деловник? Седнете да се договориме, еве ви деловник. Значи немаме што да скриеме. Што имате да скриете, луѓе? Па зошто не сакате анкетна? Бујрумте во таа нова анкетна, која што има сосема друга тема, сосема друга проблематика. 120.000 идентитети се украдени, господин Сугаревски, човекови права се загрозени, се тргува со приватен живот на луѓе. Дојдете во таа анкетна да утврдиме одговорност. Дали се знаеме сега ние или вие, не е битно, не сме ние вакво пророци или не измислуваме ко доктор Георгиев одговорница. Велиме, ајде да седнеме заедно и да видиме. Ќе го викнеме министерот Спасовски, кој што попатно не води истрага, не знам зошто лажете, не води истрага. Значи, јас му кажав тука, кога он се обиде да излаже, дека он ја поведол истрагата, не е он. Он се обидуваше да ја закочи истрагата. Ке го викнеме него, ке ги викнеме овие луѓе, вие што предлагате од Министерство за внатрешни работи, ке ги викнеме од обвинителство, ке го викнеме заедно да видиме колку пати се слушнале по телефон, што комуницирале, зошто така правеле, колку време се знаеле, кои лични карти врз база на кои избирачки списоци, каде се користеле, дали се користеле, и сето тоа да се дознае, господине Сугаревски. Ние тука ќе разговараме за политичката одговорност и политичката замешаност на многу луѓе од вашата партија, а органите нека си ја бркаат. Благодарам.